нова, многу убава тема која што навистина со радост ја најавуваме. Вака, Скопски драмски, Љубљанскиот општински театар, Белградскиот драмски, јавната установа Будва град театар како членки на регионалната унија на театри со прва копродукцијска представа. Што значи проектот за драмски и воопшто за Рута, каква е улогата на Рута во поврзувањето на културните сцени од поранешна Југославија и колку овој проект е своевидна културна дипломатија, нешто што оди подалеку од театарот. Овие прашања утрово ги поставуваме на директорот на драмски Роберт Велјановски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов и благодарам за поканата за моје учество во утринската програма на македонската телевизија. Па господине Велјановски, ајде така и да започнеме. Што значи ова копродукцијска представа и за драмски и за Рута? Видете, според моите гледања значи многу. Зошто значи многу? Затоа што оваа копродукцијска представа всушност нам ќе ни овозможи да се сретнеме директно на Мегдан, што се вели, со нашите колеги од опкружувањето. Ова е копродукцијска представа на 3 театри кои што се членки на регионалната унија на театри Рута. Тоа е Драмскиот театар од Скопје, местното гледалиште Љубљанско и Белградското драмско позориште. Четвртиот копродуцент Будва град театар е дополнителен копродуцент кој што не е член на групацијата на унијата Рута. Знаете како, ние едноставно чинам дека во изминатите 30 на години бевме премногу затворени самите во себе и едноставно немавме огледало во кое што ќе се огледаме и да видиме докаде сме со нашата работа, односно докаде е македонскиот театар, докаде достигаат нашите разбирање на театарот. Само имаме некој мал проблем со микрофонот, најверојатно ви испаднал, или само да провериме што, ајде ние да ги погледнеме изјавите кои што ги имаме, може? Кристина? Да, може да ги погледнеме изјавите кои што ги имаме поврзани со истиот проект, бевме на лице место. Токму така и од режисерот и од дел од актерите, еве ги во продолжение па одиме со разговорот. Tu startnu mogućnost, ko što kaže, rute, odnosno toga da predstavu koju napravimo stvarno pogleda različit broj ljudi u više država u ovom našem regionu, zapravo da iskusimo u biti kako predstava diše u različitim državama, što mislim da nije tako lako izvodljivo bez ovakvog tipa koprodukcije. A druga stvar je ta interna situacija na probama, u biti to da imate glumce stvarno koji govore različitim jezicima i zapravo koji dolaze iz drugačijeg okruženja, drugačijeg iskustva i apsolutno isto tako, bez Rute bilo bi jako teško spojiti glumce iz Makedonije, Srbije, iz Slovenije 2 mjeseca na jedno mjesto. Bliži nam se 5. obljetnica smrti Dušana Jovanovića, tako da ovaj tekst i ovu predstavu radimo tim povodom, između ostalog naravno, ali ovaj tekst napisan 72. zapravo nastaje kao neki izraz ludizma i potrebe da se ne govori o ozbiljnim temama u jako ozbiljnim vremenima, ko što je tad bila 68. a tako da imamo danas i opet neku dosta kompliciranu svjetsku situaciju sa ratovima, evo sad post-koronom, sa neredima tu i kod nas i okolo, i onda zapravo dolazimo do nekog lakšeg komada koji dolazi do nekog iskona ljudske slabosti i želje, a to su najčešće seks i glad. Ruta festival radi koprodukcije, u ovom trenutku imamo koprodukciju, dakle Slovenija, Crna Gora, Makedonija i Srbija, i to je uvek dobro za glumca da izađe malo iz svoje kuće, da se sretne sa drugim glumcima, da oseti, ako baš da kažemo, ajde, i druge energije, druge načine, da upozna svoje kolege, tako da vrlo je sve uzbudljivo, vrlo je inspirativno, radimo, upoznajemo jedni druge, upoznajemo tekst, upoznajemo se sa rediteljem, isto nikad do sada nisam radio sa rediteljem, vrlo je, kako da vam kažem, otvoren za predloge, vrlo je duhovit, vrlo inteligentan čovjek, čini mi se, tako da, evo, radimo. Pa evo, prvi put radim sa Ivanom Panovićem, prvi put zapravo radim sa svim ovim kolegama, čak i sa Ivanom Tomićem u kojem sam
заедно у матичном позоришtu, ali eto nikad nismo radili zajedno, pa smo morali da potegnemo put da se ovde nađemo, da radimo zajedno. Obzirom da se niko od nas ovde i ne pozna i prvi put sreće i razne škole teatra i razni jezici i načini, tako da je sve zajedno jedna improvizacija. Naravno, ta improvizacija mora na kraju da se uobliči u nekakav finalni proizvod. 72. je izašao tekst kao komedija dell'arte, kao igra zarad igre sa ta dva neka motiva komediji dell'arte, glad i seks. Svi idu unaokolo da zadovolje jednu ili čak obe, jednu od te dve potrebe ili čak obe. I to je za glumce velika šansa za igru, za svaku vrstu istraživanja telesnog, jer ti likovi, oni su iz komedije dell'arte, svi imaju svoje posture, tačno kako hodaju, kodifikovani su i sve, a mi se delimično bavimo i tim otkrivanjem šta bi danas bile te posture, kako bi ti likovi izgledali danas, kako bi za neku savremenu publiku sa ovih prostora našu izgledali. Tako da tu je uzbuđenje za nas. Да, беа тоа изјавите, бевме на терен, колешката Јаглика го направи овој материјал. Изборот падна на еден од најпрогресивните уметници во поранешната држава. Душан Јовановиќ, кој повеќе од 5 децении придонесувал за словеничкиот и поширокиот регионален театар како драматург, режисер и есеист. Зошто токму животот на провинцијските плејбои по Втората светска војна? Да, само да ја завршам мислата од претходното прашање. Ако некогаш во годините кога Република Македонија беше дел од Федерацијата, Драмскиот театар беше еден од најрелевантните театри. По распадот на таа Југославија ние едноставно ги изгубивме реперите до каде сме и што сме, и токму затоа е многу значајна оваа соработка, да видиме до каде сме ние со нашата театарска уметност. Зошто Душан Јовановиќ? Па има повеќе причини зошто Душан Јовановиќ. Да речеме, една од причините е дека Душан Јовановиќ е автор на еден култен драмски текст, Ослободувањето на Скопје. Нешто што директно, значи, не поврзува со него. Односно, малкумина знаат дека Душан Јовановиќ еден период од својот живот и живеел во Скопје, и тоа за време на Втората светска војна. И во 51-а некаде е одселен за Љубљана. Втората причина зошто Душан Јовановиќ оваа година на 30 или 31 декември се навршуваат 5 години од смртта на Душан Јовановиќ. И третата и веројатно најважна причина е тоа што Душан Јовановиќ пишува драмски текстови кои што имаат сериозна структура и кои што се на занаетско ниво покрај она уметничкото, нели, на занаетско ниво се сериозно напишани драмски текстови, каде што има материјал за работа. Животот на провинцијските плејбои по Втората светска војна е еден таков драмски текст на Душан Јовановиќ, комедија поврзана со комедија dell'arte, каде што ликовите всушност се веќе определени како карактери. И сега функцијата на оваа представа е да се види како веќе поставени карактери од комедија dell'arte би функционирале во некои денешни услови, самиот поднаслов на представата и насловот укажуваат на тоа дека се работи за една комедија која што всушност говори за машко-женските односи. Поднасловот е "Туѓото го сакаме, своето не го даваме". И мислам дека тоа се причините зошто оваа представа ќе ја работиме во Драмскиот театар. Зошто изборот падна на Иван Пеновиќ? Го слушнавме пред малку во изјавите, тој ќе биде режисер на представата. Што можеме да очекуваме од него во целиот овој процес и колку е важно режисерот да има регионално искуство кога станува збор за ваква мултинационална копродукција? Да, видете,
Унијата Рута функционира на едни исклучителни демократски принципи. Ние разговараме за се во бордот на Рута. И јас, и представникот на Драмски Софија Конуска, и представниците на сите театри и држави во тој борд. Иван Пеновиќ е еден од најталентираните млади, но и веќе реализирани драматурзи и режисери во Хрватска. И кога веќе изборот падна на овие копродуценти да ја водат приказната со оваа представа, беше логично словенец, србин, црногорец, македонец да ги спои еден Хрват во една таква констелација, а Иван Пеновиќ е навистина во последните години има исклучителни резултати. Тој во моментов е директор на ХНК Сплит и има свој приватен театар во Загреб и неговиот театар навистина на сите фестивали покажува дека сериозни успеси и покажува дека Иван Пеновиќ е човек кој што сериозно се бави со театарската уметност. А како течат подготовките, бидејќи сите актери се од различни земји? Како одат пробите? Секој говори на сопствениот јазик, тоа е концептот на представата, покрај сите забони што се внатре, нели, согласно драмскиот текст, уште едно од забуните ќе биде говорењето на различни јазици во представата, но театарот го дозволува тоа, бидејќи театарот е медиум кој што не се базира само на искажаното. Се разбира, нека имаме технички помагала со кои што на било која сцена ќе течат преводи на сите јазици. Сега за сега се тече во најдобар ред. Актерите се во Скопје од 6 мај. Првата проба беше на 6 мај. Веќе се излезени на мизансценски проби и јас очекувам дека до крајот на јуни месец ние ќе направиме една, така тоа се вели во театарските кругови, затворена премиера, односно ќе ја фиксираме представата, бидејќи во јули месец сите сме на годишен одмор и потоа во август продолжуваме со работа во Будва и откако ќе ја конзервираме оваа представа, ќе мислам дека се ќе биде во најдобар ред и дека се ќе биде готово за премиерата во Будва. И такви се податуците дека првата премиера ќе биде во Будва, потоа ќе игра на Охридско лето, па во Хрватска на Бриони. Така. Со кој темпо ќе може да ја гледа нашата публика во следниот период? Нашата публика, освен гостувањето на Охридско лето, ќе може да ја гледа на крајот на октомври во Драмскиот театар. Добре. Бидејќи како продукција целата работа е малку комплицирана. Актерите, особено од Србија, се релативно зафатени. Но ние ќе правиме, да речеме, блок представи кои што ќе овозможат на скопската и на македонската публика да ја изгледа представата. Значи првиот блок представи ќе биде кон крајот на октомври, пред почетокот на фестивалот Рута Скопје. Потоа одиме во Белград, па во Љубљана во февруари 2026 година и потоа повторно ќе ги правиме овие представи 2 или 3 или 4 заедно врзани за да можеме представата да ја експлоатираме во Скопје и да ја покажеме на македонската публика. 79 години драмски, следна година се одбележува јубилеј 80 години. Сакам затоа при крајот разговорот така и да завршиме и нели со прашањето и како оваа копродукција се вклопува во вашата визија за иднината на драмски, но која е и вашата визија за нашиот драмски театар за годиниве кои што се пред нас? Да, оваа година, мислам следната година е 80 години од основањето на Драмски театар, 21 април 46 е датумот на кој што ние се повикуваме дека е основан Драмскиот театар. Оваа година имавме уште еден јубилеј, тоа е 60 години Драмски театар во објектот на Шекспирова 15. Видете, јас сум еден од луѓето кои што ја заговараат тезата дека на Драмски театар му е потребен нов објект. Со сето должно почитание и со сета љубов која што јас ја имам кон тој објект, јас сум во буквална смисла на зборот пораснат во овој објект на Драмскиот театар.
Мојата прва представа во животот на своја 7-годишна возраст сум ја гледал во Драмскиот театар и оттаму е мојата фасцинација за театарот, всушност баш Чилик. Во некаде далечната 74-та година, ако не се 75-та година, ако не се лажам, а не се лажам. И сметам дека едноставно овој времен објект си го отслужил своето. И дека и Драмскиот театар како институција, но и актерите во Драмскиот театар заслужуваат објект репрезентативен, кој што ќе им ги овозможи сите услови за работа. Ние, за жал, сме техничко-технолошки многу назад за светот. Ние имаме извонредни актери, но доколку би ги поддржале и со современа техника и технологија, мислам дека представите би биле на многу повисоко ниво. Се извинам, само реално да се очекува? Реално е да се очекува, веќе има проект кој што е готов, некаде во 2017-та, веќе беше распишан тендер, поминат тендер, но тогашната влада од 2017-та натака реши дека не е потребно да се гради Драмски театар. Тој е сосема валиден проект со некои мали модификации заради техничко-технолошката застареност повторно, затоа што после 8 години светот оди малку со побрзо темпо од нас напред. Мислам дека би било извонредно да се почне со изградба на тој објект на истото место каде што е сега Драмскиот театар. И ако земеме предвид дека низ годиниве Драмски се покажа како една од највлијателните установи културни за кои што секогаш и за секоја представа се бара карта плюс, тогаш сето ова што го споменавте уди во прилог. 79 години, идната година многу убав јубилеј, претпоставувам ќе го дочекаме и со многу новости на сцената. Се разбира, да, ние веќе влегуваме во некакви подготовки за тој 80 годишен јубилеј. Деновиве треба дефинитивно да го формираме одборот за прослава на овој јубилеј. Влегуваме во изработка на една сериозна театарска монографија за Драмскиот театар, 80 години Драмски театар. Веќе е закажана премиерата на Мачкина глава, текст на Венко Андоновски во режија на Дејан Пројковски на 21 април 2026 година. Договорен е текстот, договорен е режисерот и некаде кон средината на февруари до година почнуваме да ја работиме представата. Така да имаме сериозно цврсти планови во тоа како ние ќе го прославиме тој јубилеј. Се надевам во тие планови се вбројуваме и ние, бидејќи ќе ни бидат потребни гостувања и информации за сите новости. Апсолутно да, јас сум пресреќен што сега скоро го потпишавме договорот за соработка помеѓу Драмскиот театар и Македонската телевизија. Нешто што не ми успеваше и во претходниот мандат, а сега релативно брзо за помалку од една година успеавме да ги договориме сите детали и сум многу среќен што ве гледам дека и дека вие ги рекламирате нашите представи на вашата телевизија. Тоа е заеднички интерес. Се разбира, апсолутно согласен. И задоволство да се работи со уметници. Ви благодариме многу за гостувањето. Ви благодарам многу на поканата.